Посмртните устанки на 45 загинати во автобуската несреќа во Бугарија, денеска со 2 воено-транспортни авиони на бугарската армија беа донесени на меѓународниот аеродром во Скопје. Телата на загинатите ги пречекаа председателот на државата Стиво Пендаровски, председателот на Собранието Талат Джафери, председателот на владата Зоран Заев, како и други највисоки представници на други институции и верски организации. На церемонијата за презимање на останките на жртвите од несреќата во Бугарија присуствува и председателката на Косово Вјоса Османи, председателот на Собранието на Албанија Линдита Никола, како и министерот за одбрана на Албанија Нико Пелеши. Таму беа и дел од најблиските роднини на настраданите. Дамир Османов, кој во несреќата ги изгубил сопругата и ќерката, не ја криеше болката која му ја предизвикала оваа голема трагедија. Неговата ќерка во Турција заминала со мајка ѝ за да купи чеиз за свадбата што требало да се случи во април. Тој вели дека телата на неговите најблиски ќе бидат погребени денеска и дека е правилна одлуката да биде откажана поворката со телата на загинатите. Ние во автобус изгубивме сопругата и ќерката. И и сестра му на жена ми и внуката. И како му золваш, како му доваѓа тоа и пет души од фамилијата се изгубени, од наша фамилија. Дека директно во нашите куќи ќе ни донесат после службени возила до дома, после од дома натака со наши возила ќе ги однесат. Во 4 месец сум имал свадба да правам, беше верена за Америка. И така, тоа судбината, што стана, трагедија, али што ќе правиме од Господ, што ќе дојде сега. Дали мислите дека треба да се тужи компанијата? Па тоа да ти кажувам право да видиме, да ги средиме овие нашите, па после така ќе видиме кој како што, па би требало што тоа или компанијата или не знаме како што ќе биде, да видиме кој е винован за тие работи. Каде бевте вие во моментот кога ви кажаа за несреќата? Јас сум бил во моментот дома. Сабајле станав 15 до 6 станав. Ќерката од Швајцарска ми се јавува. Вика, тате, дали доша мајката и сестра дошла? Не, вика, сам станал сега да испадам да ги земем од кај автобуска станица. Она ми вика мене, тате, вика, не брзај. Еден автобус, вика, од Македонија се изгорил. Да се распрашаш, вика, добро, да не се нашите таму. А викам, затвори телефонот, после за пола сат со овој од Балдарската син се видов само, се слушнавме, вика, за момент, вика, причекај малку, со тие, поради еден автобузија шофер од градски, вика, се сретнал, вика, да, вика, од Беса Транс, вика, автобусот е изгорен. Дали се наши или не се, ќе дознаеме малку покасно. Нити не отишел ни пола сат, дознавме дека во тој автобус, дали се умрени или не се, не сме знали док сме отишли во Бугарија таму. Кога отидовме во Бугарија таму, земевме, качува тие службени од Бугарија докторите, видовме листота таму, дека нашите не се века и приживени. И тогаш се собравме со судбината, дека и нашите луѓе се таму. И тоа, после од таму испаднава, ти кажувам право, дојдова и од амбасада таму, и дојдоват бугарските власти таму. И ни дадова почит. И ни рекова дека ми дали можеме да се доближеме до таму, не може, вика. Само ова вила Русковска што било, тој после она се обрати, ни кажа, вика, јас сум бил во настанот. Вака, ние дали можеме да идеме, вика, никако. Побарава денка, кога се вратива таму, ја за ќерката дадав, а за жена ми даде сестра му тука што била жива едно. Тие даде и тоа е. Крај, сега чекаме само да ги земеме, да ги погребеме, да ги средиме, да знаеме кај се. Тоа сега, од тоа што има, тоа сандук. Господ знае што има, што нема, тоа телата е. Тоа, али тоа е тоа, судбина. И на плоштадот Скиндербег граѓаните имаа можност со положување цвеќе да оддадат последна почит на трагично загинатите.